Дојди со мене на Били Ајлиш. Ајде прво да ти го покажам мојот аутфит кој што е инспириран од нејзиниот настап во Париз. Инаку многу од вас можеби не знаат, но јас сум огромен фан на Били и пред неколку години дури имам отидено на нејзин концерт во Германија. Ако сакате да видите како си поминав, имам објавено влогови на TikTok и YouTube, па затоа сега повторно ве носам на уште едно такво слично искуство. Се собравме екипа и почнавме да се загреваме. Сега овој пат Били ја гледавме во кино и тоа во 3D. Искрено скоро како да беше и во живо, затоа што на вистина делуваше реално. Филмот кој што е снимен од нејзината тура Hit Me Hard and Soft е нешто кој што не очекував да биде едно такво незаборавно искуство. Во еден момент се забавувавме, игравме, во друг момент плачев затоа што ме погодија песните и некако сите заедно во киното уживавме во тоа што го гледаме и слушаме. Мислам дека ова во историјата на постоење на кина се нема случајно. Дали ќе ми веруваш ако ти кажам дека се собра цела толпа на луѓе долу пред екран и буквално сите танцуваа и пееа на глас. Дури вработените не знаеа како да реагираат. Брат, цело кино се тресе. После филмот успеав да запознам и голем дел од вас и си се дружевме, си се сликавме. Морам да ти признам дека многу се радувам што преку музиката и преку еден ист артист успеавме сите заедно да се конектираме и да пееме на глас, да скокаме, да се радуваме. Почувствував многу убава енергија буквално од сите. Импресии многу е убава и во живо сигурно е многу подобар концерт. Били е брилијантна, преубава. Преубава. Импресионирана сум, импресионирана. Импресионирана ти? Ја видовме во 3D. 10 од 10. Сум бил на нејзин концерт и можам да кажам дека навистина е преубава, супер си го минав. Сори, јас ти заедно бевме на концерт на Били. А за тие кои што не сте успеале да одите на концерт на Били, ова е дефинитивно многу бава прилика затоа што се чувствувате како да сте токму таму со публиката. А ти ако си бил на Били, пиши ми во коментар како си помина.